Почитувани гледачи, добар ден. Ве поздравувам и денес во ова ново издание на емисијата Ваш термин и секако нашата мисија да доставиме многу информации во однос на проблемите со вашето здравје. Секој понеделник е така и овој понеделник ќе биде, значи, бидејќи месец октомври е октомври месец кој што е посветен на здравјето на жената, значи на нас понежниот пол жените, па одлучивме да проговориме малку повеќе за женското здравје, значи за проблемите со кои што се соочуваат жените. Еве да напоменеме само за најзастапениот канцер на дојка и канцер на грлото на матката. За таа цел веќе со мене во студиото се доктор Билјана Божиновска, која што е радиолог, и доктор Ирена Гошева, гинеколог, и ни доаѓаат од One Hospital. Тоа е една нова болница за која што ќе ни кажат збор два моите гостинки нешто повеќе. Меѓутоа, пред да ги поздравам моите гостинки, би сакала првин еве неколку информации во однос на месец октомври и грижата за женското здравје, колку чисто информативно нели да ве воведам во темата. Како што кажав, октомври е месец посветен на подигнување на свеста на жените за борба против ракот на дојка и на истакнување на превенцијата и рано откривање на болестите кај женската популација, бидејќи во раниот стадиум оваа болест може успешно да се излечи. Светската здравствена организација предупредува дека малигните заболувања се меѓу главните причини за смртност во светот и тоа особено во сиромашните и земјите во развој, со дури 70% смртни случаи предизвикани од малигните заболувања. СЗО смета дека со рано откривање, правилното дијагностицирање и третман на малигните заболувања до 2025 година можат да се спречат дури 1,5 милиони предвремени смртни случаи предизвикани од малигни заболувања. Според најновите податоци пак речиси на 12 милиони луѓе во светот годишно им е дијагностициран некој вид на карцином. Но со напредокот на модерната наука и онкологија се изнаоѓаат нови методи за лекување. Здравствените експерти пак укажуваат дека согласно нивните анализи и студии, пушењето е најчест причинител на појавата на рак и тоа за повеќе од 20% од сите смртни случаи од рак во светот. Други ризик фактори се алкохолот, физичката неактивност, дебелината, помалата консумација на зеленчук и овошје, загадувањето на животната средина, вирусните заболувања, ултравиолетовото и јонизирачкото зрачење, штетните состојки во водата за пиење и во храната и друго. Освен тоа, интересно е што има уште два датуми што се поврзани во однос на женските проблеми со здравјето, а тоа се 18 октомври, кој што веќе помина, светскиот ден на менопаузата, а 20 октомври е светскиот ден на остеопорозата. Со редовни прегледи, соодветна терапија и исхрана, жените можат да го подобрат квалитетот на својот живот и тоа особено се однесува на жените во позрелото доба. Тоа е период кога кај жените настануваат промени на ниво на хормони и промени во косткината маса, пошто коските стануваат лесно кршливи. Според податоците, околу 120.000 жени во нашата земја боледуваат од остеопороза. Како што слушнавте поради овие наведени податоци и препораки од докторите, за вршење на превентивни прегледи можно е значањно жените во текот на годината да издвојат барем неколку дена кои ќе ги посветат за себе и за грижата на сопственото здравје. Еве можеби малку подолго, меѓутоа беше добро да се кажат овие информации. Да им посакам добри дојде на моите две дами, докторки кои што доаѓаат од One Hospital, значи Билјана Божиновска и Ирена Гошевска. Добре дојдовте. Добре. Кажав ќе говориме за женското здравје. Пред се први да ни кажете, доаѓате од One Hospital, релативно нова болница или нешто повеќе да ни кажете? Значи, тоа е само нов бренд. Така. One Hospital всушност е Медика Истанбул. Ние сме познати како Медика Истанбул последниве 2,5 години во Македонија. Нашата локација е во Тетово, меѓутоа сега имаме нов бренд One Hospital со кој што решивме да го промениме во текот на работата. И почна да постои пред 2 недели, фактички максимум пред 2 недели. Так. И на која е истата болница, каде што ги имаме сите, ние сме повеќе бутик, мала болница која што има повеќе структури во себе, вклучена е и ортопедија, кога спомнавте веќе за остеопорозата, имаме и DEXA-скен, така да тој дел е покриен. Нудите буквално комплетна сите здравствени услуги, да.
Така. Ајде да започнеме сега за онаја тема за која што сте вие денес овде. Што е, впрочем, женско здравје? Да. Значи, прво да ви заблагодарат и гледачите и ние за прекрасниот вовед што го дадовме, па и вака да можеме и да се надоврзаме. Така. Здравјето на жената е всушност здравјето во текот на целиот нејзин живот. Без разлика што жената е поделена нели во неколку возрастни доба. Така. Од пубертетското, па репродуктивното доба, па потоа менопаузата, поменопаузата. Во сите тие доба жената мора да се грижи за своето здравје, бидејќи секое тоа доба е одбележано со одредени болести. За жал, едни од најпревалентните женски болести се и овиот кој месецов се одбележува. Ние сме обединети под розевата панделка, тоа е и ја подигаме свеста за битката, борбата против ракот на дојката. Таа е една болест која што значајно ја афектира жената, и здравјето на жената, но и семејството, заедницата севкупно, и затоа раната диагноза и па дури и превенција на болеста е значајна особено за здравјето на жената. Покрај севкупната грижа за сеопштото здравје, ова е посебна грижа што треба да се води и треба секоја жена да ја води. Зошто? Затоа што овој малигном, за жал, нашата држава ја бележи на така наречената црна листа на Европа по бројот на новозаболени случаеви и севкупно заболени случаеви во нашата држава на рак на дојка, диагностицирани случаеви. Сега, што значи тоа? Некои бројките од Институт за јавно здравје укажуваат на еден стапка на морталитет, значи жени кои што умреле од таа болест од 30 на 100.000, а стапката на новозаболени се движи некаде над 700 по проценките на Институтот за јавно здравје. 700 на годишно ниво говорите? Ново диагностицирани, да, за жал. Добре. Тоа е таа детриментална статистика за која што ние денеска преку овој тип на емисија ќе се обидеме да им посочиме на сите гледачи, да подигнеме свесноста, да им помогнеме како можат да стасаат и кога треба да стасаат на прегледи, кога треба да ги прават, како да почнат, кога да почнат со само прегледи и така натаму. Исто така една од важните работи, или знаеме, општо, мислам, без разлика меѓу мажи и жени, на прво место за смртност се кардиоваскуларните болести, а потоа се малигните. Вие многу бавове дадовте за малигните болести. Па така е да кажеме една кратка дефиниција што е рак, што е карцином. Значи, тоа е една абнормална клетка, која што многу брзо се множи, се удвојува, се утројува и брзо станува една група клетки, кои што се непрепознатливи за своето тело, а го разјадуваат нормалното ткиво. Може да се јави на било кој дел од телото, а конкретно за ракот на дојката може да започне од било кој дел на дојката и од било која ткивна структура, бидејќи дојката е составена од повеќе различни типови на клетки. Тоа што исто така треба да се напомене е колку ние сериозно го сваќаме овој проблем. За разлика од светскиот просек, во Македонија просечна големина на тумор со која што жените се јавуваат за оперативен третман е 3 см. За разлика од светскиот просек кој е само 1 см. Што значи тоа? Дека колку ние е прашањето го сваќаме на вистина сериозно овој проблем. Жените го занемаруваат своето здравје. Ги занемаруваат само прегледите, но и ги занемаруваат клиничките прегледи и скрининг методите за ранна превенција и диагноза на карцином на дојка да се јавуваат на доктор. И сега би кажала, меѓу другото, имено од светскиот просек, се предпоставува според CDC дека 1 од 8 жени ќе го добие овој тип на карцином во текот на животот. Од кај секоја четврта жена од било каков тип на малигном, токму овој ќе ја одбележи таа жена. Затоа треба да се бориме за да ја подигнеме свесноста и да видиме, сега ќе дадеме неколку начала за кои фактори можеме да влијаеме, а на кои не можеме да влијаеме за појава на карциномот на дојка. Така, јас ти напоменав нели во текстот што го прочитав
на почетокот некои од факторите. Тука би сакала исто да ги поканам и нашите гледачи, односно гледачки, сте оние кои што не следат, ако сакат нешто да прашат, нешто што не им е јасно во однос на сите овие проблеми, може да на искомуницираат на нашите познати телефони, да се вклучат во нашиот разговор. Се разбира, моите две соговорнички денес ќе се обидат да одговорат на нивните прашања. Пред да продолжиме, би сакала, бидејќи еве некако 21 сме веќе во месецов, нели со почетокот на октомври веќе требаше некако нели да стапат оние прегледи задолжителни, некако да се активира во однос на нели на превенцијата. Па како досега, еве, мислам практично во вашата болница има ли посетеност, некако се подигали свеста на жените да дојдат да се прегледаат, да направат еден преглед на дојките, на женското здравје воопшто? Значи, ние како болница почнавме локална една кампања во делот на Тетово и Гостивар. Таа кампања беше со едукативни предавања кои што ги одржавме на повеќе места. Беа посетени, морам да кажам, и заинтересираноста беше на многу високо ниво. Меѓувреме тече една акција за 50% попуст на клинички преглед, мамографија и ехо, со цел да бидеме достапни до сите кои што би сакали, би требало да се прегледаат. Секако дека знаете, вие сите оние медиуми, сите мрежи се активни. Тоа е една акција за која што во моментов за ја водиме само овој месец, само овој месец, затоа што One Hospital ќе настапува со други акции зависно од одредени денови од месецот, например ноември, новембар е мовембар, така да ќе ги вклучиме малце и мажите да не се осетат запоставени. Не само тие, така, нормално дека и мажите треба покрај жените да се грижат за здравјето. Значи во секој случај може да се забележи дека веќе свеста се подига и сакаат да се грижат жените? Да, дека има многу активности на поле на карцином. Да, постојано се потенцира и низ медиумите и во информативните изданија. Значи има и многу здруженија и ги знаеме, има и поголеми и помали здруженија кои што меѓутоа една работа што е многу битна е сите се фокусирани во Скопје. Помалку се по помалите градови. Помалку по помалите градови, затоа иако имаат секции гранки, сепак Гостивар, Тетово, Дебар, Кичево, се тие делови кои што од секогаш биле во однос на тие кампањи можеби не запоставени, меѓутоа не биле доволно вклучени, заради тоа и решивме да ние локално ги водиме нашите активности на едукација. Повеќе се збори за едукација на населението. Так. Вие сте гинеколог, Билјана е радиолог. Кои се проблеми, само да ги напоменеме, се јавуваат кај жените од гинеколошки аспект? Апсолутно. Значи, најпрво пак ќе ги напоменам јас најважните малигномите, и тоа цервикалниот карцином, за кој што исто така постои скрининг, односно како за ракот на дојка, скрининг за рана детекција, така и сите останати други малигноми кои што може да се јават, но и сите други бенигни состојби кои што значително може да го нарушат квалитетот на животот на жената. Од урогинеколошките проблеми во менопаузата, од самата менопауза и постменопаузата, но и во репродуктивното доба, во кое што спаѓа и акушерството, односно грижата за трудницата, заедно со сите пропратни нејзини и физиолошки и патолошки текови, така да севкупното здравје. Така. Околу карциномот на дојка, кажавме, честа е појавата, нели во вашето излагање кажавте, дека е честа појавата и дека навистина треба да се работи на превенција. Спомнавме збор два и за причините, меѓутоа ајде малку повеќе за причините. Кажавме, има причини на кои што можеме да делуваме, а некои фактори на кои можеме да влијаеме и фактори на кои не можеме да влијаеме. Фактори на кои можеме да влијаеме, оној животен стил, тоа е исхраната, најпрво. Зошто? Затоа што дебелината е таа што е ризик фактор за појава на карциномот, бидејќи дебелината е таа една има периферна конверзија на хормони, да не навлегуваме многу длабоко, меѓутоа го зголемува нивото на естроген во крвта. Тој делува неповолно, односно поволно за ракот на дојката го промовира тоа. Особено по менопаузата. Значи дебелина по менопаузата е еден од најголемите ризик фактори на кои што можеме да влијаеме. Не е пресуден. Апсолутно, ништо нема пресуден, тоа најчесто е збир на ризик фактори.
Меѓутоа тоа е нешто на што можеме да влијаеме. Добро, да, нормално Заради да се тоа грижиме и за тоа го својата кажуваме. телесна тежина. Затоа што тоа може да се промени. Така. Потоа вносот на алкохол. Значи тоа апсолутно е докажано во студии дека е поврзан. Потоа тоа што е исто така Да потенцираме внес на алкохол, меѓутоа не предпоставам не премногу големо количество, меѓутоа можат нели да се напијат по една чаша вино или нешто, да не па сега и околу виното има и сега тоа дискусија, нели, и позитивни моменти околу виното. Да, меѓутоа секојдневен внес на меѓутоа алкохол, може да, минимално да се внесе, докажано, меѓутоа да. да не е прекумерено. Потоа тој заради седентарен начин на живот исто така што влијае. практично пак сите го Сите имаме. го За правиме. жал, модерниот Така ни живот налага го работата. наметна тоа темпо, тој начин на живот, меѓутоа тоа е нешто што исто сите можеме да го премениме, да го применуваме, физичката активност, пушењето исто така, тоа на секој тип на малигном влијае, особено кај женските болести. И А што правиме со загадувањето? Тоа е нешто што не можеме да влијаеме. загадувањето па можеме, како не Можеме, можеме да, да да, влијаеме. Можеме многу и тоа. Да, Може се би слагам. можеме да отидеме негде, меѓутоа повторно пак треба да се вратиме. Или Јас мислам дека е тоа задача на секоја единка. Тоа Така. е мој личен став. Добро, Сега не ајде. сакам да го делам, Така. да. Меѓутоа мислам дека секоја единка може да придонесе за загадувањето. Прво да тргнеме од користење на коли, Така. точаци, пешата. Ама добро, тај кога тоа е друга станува збор тема. за тие мерки, да, сите знаеме, меѓутоа практично колку и да го применуваме тоа, сепак нели за жал нашиот главен град се соочува со Така. загаденост години и децении на нас. Тачно. Сега кога сме кај модерното општество, тоа е на исто на кое што можеме да влијаме, Да. фактот дека да, модерното општество наметна еден подинамичен живот на жената, па се Поголем- одложи повеќе процесот, стрес. па се одложи Бременост. мајчинството, Так. бременоста, меѓутоа каде е тука ризикот? Оние кои што Ова што го имаат говорите за жал е навистина така. Да, И да. се повеќе има млади брачни парови кои што не можат да дојдат до потомство. само тоа Тоа што е не може заради- ти се одложува. Така. Заради од одложувањето, да. Обштествени причини, Да. свесно се одложува. Сега што да кажеме ние што значи одложување на мајчинството по 30-та година, а во одредени студии по 28-та година, значително зголемување на ризикот за појава на карцином на дојка, за разлика од оние кои што за прв пат ќе станат мајки под 28-та година. Че тоа е исто една варијабла на која што можеме да влијаеме, Добро. а доколку сакаме и доколку го разбереме тоа како ризик фактор. Исто така тоа што може да се промени е фактот на доење, кога веќе ќе се доноси една бременност, ќе се постане мајка. Децата треба да се дојат и тоа според Светската здравствена организација и CDC до втората година од животот. Добро. А Значи понатаму доењето може е како да кажам добро за да не се спречува појави. апсолутно. Значи, да. Се оние кои што го прекинале доењето од X причини. Добро. И така натаму неповолно влијае, односно влијае го промовира појавата на ракот на дојката. Тоа се се фактори кои што можеме да влијаеме и да ги промениме. Но за жал има и фактори кои што не можеме да ги промениме. Не можеме да го промениме полот, фактот што се раѓаме Така, како жена, како ја жена. сме највеќе изложени на оваа болест. Има и кај мажите се појавува, но Поретко. многу ретко. Тоа е еден факт, потоа расната припадност, нашата раса е поафектирана и така. Времето, фактор време. Значи фактор што ние старееме не можеме да го промениме. Бидејќи оваа болест најчесто ја се јавува по 50-та година, за жал има еден страшен тренд во последните години кај помлади жени да се јавува. Така. Пак ќе кажам, тоа е модерното општество наметна друго темпо, па затоа ќе се променат кривите на појавата на болести. Тоа не можеме да влијаеме, на друго што не можеме, и тоа што не можеме да влијаеме, една од најважните работи е, како беше една изрека, можеме да ги избереме пријателите, но не и фамилијата, па така и гените. Така гените, да. Да. Тоа значи дека ако некој во семејството имал ваков проблем, треба оние кои што се оние кои што се дел од тоа семејство да прават почести прегледи, што треба, како Апсолутно. треба тие да се однесуваат. Значи тоа најважно е прво да се јават на лекар. Добро, после која годишна возраст? А лекарот ќе им
покрај таа детално земање на анамнеза, кој има заболен, од каков тип на карцином. Така. Значи не само карцином на дојка, може да биде и карцином на овариум, Така. оваријален карцином. Тие се сите исповрзани со слични гени и тие гени, доколку има било кој во фамилијата оптеретено со оваријален или карцином на дојка, тогаш кај нас, кај лекарот, отвара сомнеш дека можеби истата таа мутација е пренесена на индивидуата кој што се јавува на преглед. Еве ќе кажеме еден пример. Тоа е генетика поврзана со тие BRCA1 гените, па еве да го кажеме примерот со познатата глумица Анџелина Џоли. Така, сите го знаат. Да, сите го знаат примерот, меѓутоа треба да знаат како она стаса до таму. Нејзината мајка е почината од оваријален карцином, пошто од гинекологот е отворена приказната за генетска консултација, понаправена генетска консултација, испитани гени, докажана е дека тие се мутирани и од таму со фамилиарната анамнеза и со други има различни модели за пресметување на ризик, пресметено дека она навистина спаѓа во таа високоризична група. И за да се заштити. И со цел да се заштити, со завршена репродукција, завршено, да кажам, тој дел од животот, пристапено е кон профилактична двострана мастектомија, пошто после тоа нели со помош на пластичните хирурзи тоа коригирано, естетски, меѓутоа ете еден начин да се спречи. Не е само тој. Тоа е малку поинвазивен метод и начин, меѓутоа секој одлучува за ризикот се пресметува индивидуално и е секогаш индивидуален. Па така е и третманот без разлика дали е профилактички или е навистина третман кај веќе дијагностицирана болест. Тоа што уште важно е дека покрај ова постои уште една оперативна процедура како профилактична, тоа е билатерална салпингово-фуеректомија, која што ја прават гинеколозите, која што е докажано дека значително го менува ризикот за појава на карцином на дојка и оваријален карцином. Па, еве, например... Се отстранува нешто? Да, се отстрануваат јајцеводите со овариумите. Меѓутоа, и тоа ќе кажам, значи тоа е индивидуален... Веќе нема да работи... Да, меѓутоа тоа индивидуален е пристапот. И тоа можеби не е добро? Затоа е пристапот индивидуален, зависност од ризикот на пациентката, возрастната група на пациентката, останатите коморбидитети, претходни болести на пациентката, се на вага, да се донесе една одлука, се извага и се носи одлука. Дали пациентката многу почесто ќе се следи или директно априори ќе се оди на ваков третман, е индивидуален. Но е најважно дека ова е многу мала група во суштина на пациенти високоризични. Генерално е дека ние сите спаѓаме во една група со среден ризик. И за таа група се генерално направени тие скрининг протоколи за рана диагноза и третман, во кои што спаѓаат, најпрво започнува со само прегледот на дојке, па потоа продолжува со клиничкиот преглед, екопрегледот, мамографијата, па дури и магнетот на дојке, за кој ќе ви зборува доктор Билјана. Сега, постојано тоа се потенцира во медиумите и можеме да прочитаме. Важно е тој само преглед да се направи 5 до 10 ден после циклусот, оние кои што сме нели се уште кои што имаме нели менструален циклус. Меѓутоа, ајде сега доктор Билјана да ни објасните точно како треба да го направиме тој само преглед на дојки. Што треба нешто да забележиме необично на нашите дојки за да се посомневаме нешто. Да им појасниме и на нашите гледачи и да го објасниме уште еднаш тој само преглед некако што постојано се потенцира. Значи, тоа е многу битен заради тоа што треба да тргнеме од моментот дека ние треба да си го запознаеме нашето тело. Така. Нашето тело треба, само прегледот треба да почнеме да го учиме уште од самиот развој на дојките. Значи, обично се става некоја граница треба да почнеме да правиме само преглед од 20-та година. Меѓутоа сепак дели, мајките се тука, па и на децата во пубертет, девојчињата треба да им обрнат внимание на каков начин треба да го вршат тој само преглед. Значи, да потенцираме, важно е дури и од да појдеме од таа тинејџерска возраст кај девојчињата? Многу е битно. Се случило досега на таа возраст да се... Не. Не? Не, меѓутоа нема правило. Ние сега не изборуваме
конкретно за само прегледот, значи најважно тоа што каже докторката, само Да познавање. се научи така, да си го запознае девојката има телото, еден така. процес низ кој што поминува развојни фази, која дефинитивна развојна фаза и после навршена прва терминска бременост. Меѓутоа, дојката може многу типови на промени кои што се и бенигни, а може да започнат од пубертетот, па дури и конгенитални да се забележат и тогаш, а не само на раѓањето. Затоа тоа е важно, а понатаму ќе бидат ризик фактор за појава на карцином на дојка во подоцнежната возраст. Затоа е многу важно докторката тоа што кажува, од почеток следење и само запознавање на телото. Да, значи мора да биде водено од самиот почеток од пубертетот и потребно е да се изведе на таков начин што треба се направи и во стоење и во лежење. Инаку има многу добар филм, колешката го најде навон, кој што може да го симнете од интернет, заедно е со бурка направен. Тоа е многу добар едукативен клип. Значи да влезат на страната на Борка да го најдат клипот, така си тоа нешто ги само преглед треба да кликнат и го има точно како се изведува само прегледот, значи се застанува во стоечка положба пред огледало, со тоа што треба секогаш да се примети дали има асиметрија, дали се симетрични дојките, како се поставени, каква е бојата на кожата, каква е пупката, дали е таа вовлечена, дали еднострано, пошто има и двострано вовлечени конгенитални пупки кои што стално ги плашат жените, меѓутоа не треба да се плашат заради тоа што доколку си направиле соодветен само преглед и преглед кај докторот, тогаш во тој случај ќе знаат дека тоа не е страшно, особено ако е обострано. Треба да научат како да ја палпираат дојката. Дојката е составена од повеќе ткива, значи тука имаме и жлездено и масно ткиво и канали. Жлезденото ткиво во себе содржи канали, масното ткиво се наоѓа околу жлезденото ткиво и тоа масно ткиво знае да биде напипање во вид на топченца. Значи како мали топченца. Све што е различно на пипањето, значи се пипа со овие 3 прсти, со тоа што секогаш треба спротивната рака да се стави позади глава и во правец на движење на часовникот да се врши пипање кружно, циркуларно. Може од пупката кон надвор све до пазувата, затоа што битен момент е и пазувата. Тоа се прави од 5 до 10 ден, како што рековте, заради тоа што од менструалниот циклус, заради тоа што многу битен момент е да биде дојката, ние би рекле, мирна. Значи, таа секако има секакви своји движења, таа е жива материја, се менува во текот на месецот под дејство на хормоните. И доколку знаете дека со текот на овулацијата, предменструалниот дел од циклусот, отоци се појавуваат болки и заради тоа потребно е да се направи прегледот од 5 до 10 ден. Обично јас препорачувам да биде под туш, заради тоа што тогаш е жената опуштена, имаме соодветна температура на телото и после туширањето, значи прво во стоење, потоа во лежење, исто на таков начин со крената рака. И све што е во однос на бојата, во однос на текстурата, самата кожа може да биде променета во вид на помаранча, да речеме. Да биде без боја, да биде текстурата како портокал да биде, нерамнини да има, нерамнини да се појавуваат, па потоа да биде деформирана дојката, за разлика од претходно што си ја знаеле дојката. Може да има некои желатинозни топченца кои што се појавиле меѓу тие масни топченца кои што претходно си ги откриле. Може да има појава на топче во пазувата, а дојката да биде најнормална. Меѓутоа и во пазувата е знак дека нешто се случува и во дојката, во исто страната пазува. Левата пазува и левата дојка имаат многу блиска поврзаност во функционирањето и треба да се евалуираат. И секако после тоа мора да се упатат на доктор за да се направи клинички преглед. Откако ќе се направи клиничкиот преглед се препорачува ултразвук, мамографија или магнет. Да одговорам на претходното прашање, значи од кога почнуваат прегледите на од кога треба да почнат и клиничките прегледи на една жена. По сите препораки се од 20-та година, меѓутоа повторно ќе повторам јас, значи како што кажавме, од самиот пубертет, од самиот почеток на раст на дојката треба да се прават прегледите на дојка. Сега говорите за само преглед.
Ебе, да кажеме дека некои од жените не го прават тоа. Има ли некои други симптоми што може да укажат дека нешто се случува, освен тоа напипување на топчињата, како што велите, или некоја промена на кожата? Се случува ли нешто друго што може да укаже дека нешто не е во ред? Значи, за жал, освен исцедок, нешто Добра. што нема да го напипате, може спонтано да се појави. Понекогаш може да се јави тежина и болка. Сепак само прегледот и клиничкиот преглед се на, мислам, број 1 прегледи за да се детектираат. Црвенилата некогаш, меѓутоа Црвенила, промена на самата кожа околу брадавицата, лушпе околу неа, видлива грудка, така. асиметрија, како што ја кажа докторката на дојките, тоа е. црвенило, или било каква промена, нешто што се променило од претходно. меѓутоа само прегледот ќе го примети тоа. Дефинитивно. Ние можеме да приметиме дека некои пациентки се жалат дека имаат, да знаете ми се појавува како точка на прслучето на меѓутоа тоа е едно од многу ретките ситуации кога се приметува. Говориме така да за само исцедокот? Да, кога ќе се појави исцедок, меѓутоа најбитниот момент е што треба да се прави само прегледот секој месец од 5 до 10 ден, барем 3 минути. Толку. 3 минути. Така. Сега да не се исплашат сите пациентки, значи исцедокот не значи дека тоа нешто е дека страшно. нешто Да, е значи, поврзано со карцином. Ние тоа во нашата пракса го викаме Така. како галакторија, односно кога има истекување на млеко, пациентката не е бремена, ниту пак има мало за може да доење. се случи и такво нешто, Апсолутно, така. тоа е во состојби на хормонски дисбаланс и добро. затоа тоа се состојби каде што започна со радиодиагностика, но завршува со третман кај гинеколог. Бидејќи некако брзо ни оди времето, имаме уште неколку прашања, меѓутоа сакам да прашам нешто во периодот кога е кога е пубертет и периодот кога е менопауза, некако дојките тука претрпуваат најмногу хормонски промени, така? Така Да. речено? Па, Така ли е може да ме да, да потврди тоа што јас го кажам? Можно ли е тие болки кога веќе жената влегува во климакс во менопауза, болките на дојките некако како да се враќаат во онаа фаза кога била жената тинејџер? Има ли тука сега, како да кажам, сомнеш дека тие болки може нешто да асоцираат, дека нешто се случува со дојката, или чисто тоа само можеме да кажеме дека е хормонски понекогаш? Ќе ви кажав дека дојката има посебен тип на Така. развој и тој почнува од од самото раѓање, си има некоја дефинирана форма, се активира од пубертетот, меѓутоа дефинитивната развојна фаза е после прва завршена терминска бременост. Потоа, во репродуктивното доба, секој циклус си поминува низ промени и ние затоа викаме месечниот само преглед да е после завршување на менструалниот циклус, затоа што таа секој ден е под влијание на хормоните кај жената. Така, значи можно е да се почувствуваат тие некои менопаузата е онативкото доба на жената, каде што има 1 година прекид на менструалните циклуси и се угасува таа оваријална функција, каде што имаме потенцијални хормони на кои што влијае дојката. Па така дојката во таа фаза поминува низ посебни промени, атрофични промени, меѓутоа таа не е како во пубертетот. Меѓутоа симптомите некако тука горе-доле се појавуваат болки, да. слични. Секој симптом оди различно. со појава на симптом, веднаш да се јават на доктор. Да не го препишуваат тоа ниту на менопауза, ниту на возрастни доба, ниту на хормонски промени, ниту на надворешни влијанија. Добро. Секој симптом веднаш на доктор. Добро. Билјана, ехомамографија, да ни појасните што се утврдува со ехото на дојка, што со мамографијата? Значи, ехото е многу едноставна медицинска метода и многу пријатна и за пациентот и за самиот доктор, заради тоа што имаме директен контакт со пациентот. Безбедна, нема никакво зрачење, ниту па штетност по здравјето. Тоа стално го прашуваат пациентите, чисто да им се појасни. Се прави исто од 5 до 10 ден, кога треба да се прави самиот преглед, само прегледот, заради објаснивме веќе кои ситуации и која состојба на дојката. Ултразвукот може да се прави уште од почетокот, уште од пубертетот, може да се прави кај бремени жени и доилки, заради тоа што не е воопшто штетен. И се прави еднаш годишно, во, да речеме, во тој просечен, кај пациентки со просечен или среден ризик. Кај оние кои што имаат висок ризик,
за појава на карцином од дојка, ние го препорачуваме и порано. Се прави категоризација на пациентката зависно од тоа, нели, какви симптоми има и дали има генетска оптеритеност. Во случај на генетска оптеритеност се прави ултразвук од 3-тиот до 6-тиот месец. Така да во тој период, секоја година, значи 2 пати годишно минимум. Ултразвукот еднаш годишно од почетокот на развивање на дојката. Додека мамографијата пак, тоа е една метода каде што се користи едно меко рентген зрачење кое што условно кажано е безбедно за жената и се препорачува секоја втора година после 40-та година, значи после наполнета 40-та година, секоја втора година треба да се прави мамографија, освен кога ние ќе препорачаме и порано, зависно од ултразвукот, клиничкиот преглед или симптомите со кои што пациентката дошла. Мамографијата исто така е, да кажам, метода комплементарна на ултразвукот. Значи, ако ехото покажува цисти, туморозни формации, промени во паренхимот на дојката или нормален паренхим на дојката, евалуација на пазувата, тогаш мамографијата е комплементарен преглед на дојката. Значи дека може да ги докаже тие промени што сме ги виделе на ултразвук и плюс уште некои промени како што се калцификатите, кои што знаеме дека се врзани или со појава на бенигни калцификати кои што се заради млекото, така, се депонира во млечните жлезди и вториот момент кој што е многу битен е еден тип на рак на дојка кој што се гледа само на мамографија со ситни пунктно-вирни облачести калцификати и тоа се гледа само на мамографија. Така. Значи, горе-доле може да кажеме дека све кажавме. Што би било нешто што би требало дополнително да ги информираме нашите гледачки, што би можело некако некоја порака до нив која би што би им помогнала некако повеќе да се грижат за женското здравје, еве од аспект на нели на гинеколошките проблеми и од аспект на дојката? Јас би завршила прво дека најбитен момент е да си одвоиме самите за себе време, доволно време, кое што ќе ни даде увид во нашата физичка состојба. Значи, како што кажав, само прегледот, ќе инсистирам многу на тој само преглед. Меѓутоа, многу е битен и моментот да почнеме да си го познаваме телото и да си го сакаме какво и да е. Заради тоа што со тоа што ќе си обрнеме внимание и со тоа што ќе си го сакаме нашето тело, ќе знаеме како да се грижиме за него понатаму. И секогаш кога ќе почувствуваме промена, особено во дојките, ќе се обратиме на доктор. Значи, само прегледот не е само заради тоа да видиме дали има промени, него и да научиме што сме и да се сакаме такви какви што сме. А кога станува збор за оние гинеколошки и репродуктивни проблеми? Јас го викам тоа, секоја жена треба секогаш да си одвои еден ден за женското здравје. Добро, да посети гинеколог и да ги провери дојките. Да, и тој ден ќе биде ден за гинекологот и каде што ќе се направи дополнително, бидејќи во Македонија радиодиагностичар ја исследува дојката со ултразвукот и мамографијата кој што ги посочи докторката и тој ден ќе ги направи сите овие прегледи. Не траат долго, а се исклучително важни, особено за тоа што се скрининг методи за рана детекција на било каков карцином и појава на дојката, конкретно за дојката, а за жената нели, барем еднаш во годината да има еден гинеколошки преглед. Така, тоа подразбира ехо, да се види состојбата на матката, јајниците. Значи комплетна евалуација на целиот репродуктивен трак, меѓу кој и другиот скрининг метод за исто толку важниот цервикален карцином. Така. Ви благодарам што еве денеска имав, како да кажам, чест да имам две дами прекрасни во ваш термин, две докторки кои што се стручни за женското здравје, кои што секојдневно нели во вашата болница се соочувате со вашите пациентки и
како да кажам, ги советувате и понатаму дека треба и како да се грижат за нивното здравје. Ви благодарам на вистина, соработката со вашата болница еве на некој начин практично започнува, па се надевам дека ќе остане соработката и повторно ќе се видиме пак можеби еве како со вас како гинеколог да подетално да поразговараме за некој конкретен проблем која станува збор нели за гинеколошките проблеми, а исто така и со доктор Билјана можеби па за некој друг сегмент од радиологијата. Ви благодарам многу. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам и јас за денес. Ви благодарам за вниманието. Значи, уште еднаш да потенцирам, денеска беа гостинки доктор Билјана Божиновска, која што е радиолог, и доктор Ирена Гошева, која што е гинеколог. Ни доаѓаат од One Hospital. Сите оние кои што не следеа, сакаат да искомуницираат и да дојдат до овие две прекрасни докторки, може да се јават веќе утре во нашата телевизија, ќе добијат контакт телефони, секако ќе ги информираат каде точно се наоѓа болницата и како можат да ги направат прегледите. На самиот крај само би сакала да се заблагодарам на моите помагатели на емисијата Ваш термин, бутикот Forever 19, значи Fit One центарот и фризерскиот салон Дена. Ви благодарам уште еднаш за вниманието, се гледаме за 7 дена во исто време.